Пред само неколку дена, односно на 20 февруари, се одбележа всушност светскиот ден на социјалната правда. За жал, на самиот тој ден, 20 февруари, не можевме да одбележиме оваа тема, која што на некој начин вреди да се чуе што иницира овој ден и секако има голема важност за сите нас. Не бевме во можност, но затоа решивме денеска да позборуваме за социјалната правда, која што всушност представува основниот принцип за мирен и просперитетен живот. Во продолжение нешто повеќе за самиот светски ден и општо земено за социјалната правда разговарам со Марија Трифуновска од УНДП. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро и благодарам на поканата. Социјална правда, што иницира самиот термин и што иницираше 20 февруари кога се одбележа самиот светски ден? Така, кога зборуваме за социјалната правда, историски многу се зборувало. Значи, се начнувале теми кои што се однесуваат на правата на граѓаните, борбата за нееднаквоста, но веќе од 27 ноември 2007 година на Генералното собрание на Обединетите нации се донесе одлука да 20 февруари биде ден кога на глобално ниво ќе се одбележува денот на социјалната правда, така да веќе од 2009 година сите земји во светот го обележуваат овој ден. Кога зборуваме за социјална правда, размислуваме за намалување на нееднаквоста, за намалување на разликите, односно државите си ставаат за цел и се обврзуваат да креираат политики и механизми кои што ќе обезбедуваат пристап, подеднаков и правечен пристап до општествените добра и услуги за сите граѓани независност од припадноста. Така да оваа година тема на одбележувањето на овој ден на социјална правда за 2024 година беше намалување на јазовите преку градење на алијанси. Се истакна значењето на градењето партнерства и соработка со цел да се одговори на предизвиците на глобално ниво кои што влијаат врз населението, односно се насочени кон зголемување на стапката на сиромаштија, намалување на пристапот до пристапот до услуги и секако она што е во основа на се, пред се почитување на основните човекови права. Така да кога зборуваме за општества кои што креираат политики и механизми кои што одговараат, односно поддржуваат развој на социјалната правда, зборуваме за општества кои што во креирањето на политиките и во механизмите за имплементација на тие политики ги ставаат човековите права. Само на тој начин ќе може да се влијае за да се намали нееднаквоста помеѓу граѓаните, односно да се влијае на намалување на сиромаштијата. Како да постигнеме мир и како да го одржуваме истиот? Така, кога зборуваме за мир, мирот, значи, односно нарушувањето на мирот е еден многу битен фактор кој што оневозможува да луѓето ја уживаат социјалната правда, односно нарушениот мир влијае на вработувањата, влијае на пред се најпрви на безбедноста, влијае на животот на граѓаните, а со самото тоа влијае пред се на дестабилизирање, односно и економски и политички на државата, а воедно тоа директно има влијание, односно последица е квалитетот на живот на граѓаните. Значи, социјалната правда треба да го унапреди квалитетот на живот на граѓаните. Најчесто одредени држави имаат механизми преку кои што го мерат задоволството на граѓаните од животот, преку нивната економска зајакнатост, еднакви можности и пристап до образование, пристап до здравствени услуги, пристап до работа. Пред се тука станува збор за обуки, квалификации, професии, избор на професии и секако отвореност на пазарот на труд на кој што ќе може граѓаните да го реализираат своето економско право, преку кое очекуваме дека економски ќе бидат зајакнати, ќе можат да живеат независно и ќе може да ги уживаат сите останати човекови права на еднаква основа. Значи, кога зборуваме за социјална правда, треба да ги имаме во предвид сите граѓани, не исклучувајќи ни една од идентификуваните ранливи категории. Ова е една обширна тема за која што имаме многу да разговараме, но за жал времето не ни го дозволува тоа. При самиот крај ќе ве прашам каква е ситуацијата со сиромаштијата кај нас, па воедно и детската сиромаштија.
Така, кога станува збор за прашања кои што се поврзани со сиромаштијата, сакам да истакнам дека канцеларијата на програмата за развој на Обединети нации дава поддршката на нашата држава, односно во партнерство со институциите, владата и граѓаните, се труди да овозможи инклузивен пазар на труд, да ја даде поддршката за отварање на нови работни места преку на начин на кој што се влијае на намалување на сиромаштијата. Кога зборуваме за детската сиромаштија, тогаш зборуваме и за пристап на децата до грижа, пристап на децата до образование и нивно вертикален, односно прооднос низ образовниот систем. Кога зборуваме за сиромаштијата, пристапот до образование кој што понатаму води и кон пристап до отворени можности за вработување, зборуваме за еден пазар кој што треба да е отворен и треба да нуди работни места. Ние тука ја даваме поддршката и во креирањето на работните места. Генерално ја даваме поддршката за развој на одредени стратегии кои што со соодветна имплементација од страна на државата би требало, односно ке треба да го подобри квалитетот на животот на граѓаните. Квалитетот на животот на граѓаните ќе се подобри доколку изградиме една стратегија, односно превземеме принципи кои што и tekako ќе ги почитуваат принципот на еднаквоста и принципот на правичност. Со тоа што понатаму ќе можеме да креираме механизми кои што ќе влијаат на намалување на стапката на сиромаштија, односно од една страна ќе се отворат патиштата за соработка помеѓу националните чинители, односно креаторите на политиките, работодавачите, работниците и сите останати граѓани со цел да се унапреди секојдневното живење. Ви благодарам многу за одвоеното време за сите овие корисни информации. Ви благодарам и вам. Тоа беше мојата гостинка Марија Трифуновска. Говоревме на една важна тема, односно како се одбележи Светскиот ден на социјалната правда и што всушност иницира самиот ден, а истиот се разбира можевме да заклучиме дека иницира намалување на невработеноста, сиромаштијата, детската сиромаштија и секако иницира да живееме мирен и просперитетен живот.